Од примерно производство до краен продукт, овозможено со врвна услуга, а надополнето во неповторлив етно-еколошки амбиент. Она што го гледаме во развиените западни земји го има и кај нас, но треба да се открие и посети. Благодарение на раскошната природа, чисти и незагадени реки, богат животински свет, поред чието е надалеку прочуено по својата историја, традиција која се уште љубоморно се чува, но и по ловиштата, рибниците кои се наоѓаат до брзите и бистри реки, здравата храна, љубезните и услужливи домајчини. Емисијата Агрома издвојува целосна репортажа за комплексот Чифлик, кој се наоѓа во општина Македонски Брод, во непосредна близина на реката Белица, кај истоименото населено место. Пример за успешен бизнис, чија што основа е во секторот на аквакултурата, а воедно надополнето со благодетите на природата, како што се здрави еколошки земјоделски производи, етно и ловечки туризам и сето тоа сместено на едно место. Екипата на Агрома за прв пат во еден прекрасен комплекс во Македонски Брод, кој што се наоѓа во близина на населеното место Белица, станува збор за комплексот Чифлик, чиј собственик е Стојанчо Трпевски. Ќе поразговараме околу целокупната идеја за ова овде што го видовме на вистина прекрасно место, а најпрво, бидејќи станува збор за еден голем и убав рибник, која беше идејата да се започне да се инвестира во рибарство и аквакултура? Почнав претходно со земјоделие да работам и земјоделието ме привлече кон и рибарството за проширување на дејноста. Инаку, рибарството ме интересирало секогаш како рибарење и дел како бизнис, кој што е доходовена и е многу интересен за работа и за стопанисување со ваков ранч. Вие практично инвестиравте во ова што сега представува овој ваш рибник, претходно постоеше, но беше потребно и прилагодување на одредени стандарди. Да ни кажете со колкав капацитет работи рибникот, како работеше порано, а како сега? Рибников има капацитет од 30 до 35 тона. Јас кога го земав, направивме мрестилиште, за да може сами да произведуваме собствена риба од икра. И со производството на риба ги намаливме трошковите за набавка на подмладок. Со тоа храната ја обезбедуваме од Данска. Со тоа што произведуваме храна, риба произведуваме од видот на калифорнијска, речна пастрмка, црвена пастрмка. За црвената пастрмка трошиме морска храна од морски ракчиња, која што е многу поквалитетна од другата храна. И исто така во базените ја чуваме крап. Пред да го правиме овој разговор, зборувавме околу цената на рибата. Зошто во трговските дуќани цената на рибата е поскапа отколку да се дојде и да се купи од тука? Многу ли треба да се инвестира за да се произведе квалитетна риба, риба која што навистина оние што ќе ја купат ќе бидат задоволни од вкусот и од квалитетот сигурно? Се разбира дека цената во рибник е поскапа, затоа што прво се продава како свежа риба, а во дуќаните претпоставувам дека се замрзнуваат, пошто јас имам своји рибарници и носам во рибарниците 2 пати до 3 пати неделно, за да имам свежа риба, а доколку набавувачите претпоставувам за да имаат ефтина цена или набавуваат од надвор риба, претежно се набавува од Босна и од Албанија, или е риба која што не се храни со здрава храна. И неминовно е прашањето околу тоа дали се исплаќа оваа инвестиција, дали во Македонија се бара свежа риба, вие рековте дека има тука пастрмка и краб, дали се бара тоа, бидејќи сме пак во период на пости, значи ли тоа поголема потрошувачка? Па претежно потрошувачката на рибата е во постите, што нашиот народ не е научен на риба, повише се нели на месо и на нездрава храна, што ја викаме. А додека рибата е препорачлива барем еднаш во неделата да се троши, да се конзумира. Но еве гледам дека во последно време, последниве години почнаа луѓето, поготово за викендите, петок, сабота, недела, повеќе има потрошувачка на риба
преку целата година и за празниците е константно зголеме на продажбата. Рековте дека вие од почеток практично до крај произведувате квалитетна риба, тоа значи дека порибувате и имате крајен производ. Она што беше интересно при претходниот разговор со вас неформален беше дека напоменавте дека треба 2 години за да порасне пастрмката или крапот до големина која што е веќе за продажба. Зошто и која е разликата на оваа риба до онаа која што може да се најде во тие потопли води? Значи, разликата е во тоа што овде водата на Беличка река е 6 до 7 степени во текот на целата година и многу е поладна, чиста вода и требаат 24 месеци да рибата од икра да стане за продажба до 250 грама и треба 24 месеци да израсне, додека на речната риба и треба цели 36 месеци, односно 3 години. Разликата во другите базенти кои што мислам дека и за тоа се продава поевтина е што водата е потопла и кај во нивната вода рибата расне за многу порано, 5 месеци порано се производство него ние. Има ли лојална конкуренција во рибарството кога зборуваме за вакви рибници како што е вашиот? Потребно ли е уште државата да помага кога станува збор за аквакултура и рибарство? Па за да помага државата преку субвенционирање овие други што ги имаат и продавачки, треба да помага државата, затоа што во аквакултурата мислам дека се помага, ама и не толку, не доволно согласно потребите кои што ги имаме и трошковите, а за другото не знам. Во однос на тоа, Македонски Брод е познат по својата прекрасна природа, чисти реки, значи ова нешто не може во другите региони да се најде. Има ли иднина овде во Македонски Брод и овој регион рибарството, односно рибниците како што е вашиот и дали размислувате овој капацитети да го проширувате? Да, размислувам да го проширам капацитетов, од причина што иднина има, затоа што сега се најавен проектот за поврзување на патот Скопје Македонски Брод преку ловиштето Јасен, кој ќе биде поблиску и за нели скопјаните кои што имаме посетители од Скопје, сега им е подалеку. 180 км возат за да дојдат овде, а сега ќе им биде за 70 км да стигнат до тука. Така да имаме потреба и ќе го прошируваме капацитетот на рибарството и се надеваме на поуспешна работа. Сметате дека има иднина? Има, да. Сместувачкиот капацитет во Чифлик е во вистинска смисла потврда за тоа дека добриот глас надалеку се слуша. Подигната е да ги задоволи потребите на прибирливите посетители кои доаѓаат од цела Македонија, но и од странство, планинската куќа, изградена во етно стил, е подготвена да ги прими гостите љубители на недопрената природа, ловџиите, влюбениците на традиционалната храна. Овде се едофат на раката, а чистиот планински воздух ќе ве опие уште во првиот час од доаѓањето. Во прекрасната недопрена природа, непосредно до реката Белица и сместувачкиот капацитет кој што е навистина прекрасен со оглед на тоа што се вклопува во амбиентот во кој што се наоѓа. Колку години е изграден? Гледаме дека е ново, меѓутоа сигурно и досега се користело нешто од тука. Да, досега користев, имаме само 2 соби се користеа година дена. Сега ова е ново го изградивме и последниве 2 месеци се користи. Со тоа што сега спремаме грејање да не биде на грејалки на парно да биде. И имаме капацитет за околу 30 особи моментално. Со тоа што сте во изградба да доградиме уште за 15 до 20 особи. Која беше идејата да се изгради еден ваков прекрасен објект? Дали бараа гостите што доаѓаат во ресторанот или чисто вие мислевте дека еве природата треба да биде видена од сите кои што не дошле во Македонски Брод? Па и од двете страни, затоа што и самите гости кои што доаѓаат бараат за да има сместувачки капацитет
и нели кога ќе дојде веќе сакаат и да се одморат, да се рекреираат, а и самата природа, самото место си бара потреба за кога ќе дојдат гости да можат да се одморат и да уживаат во природата. А која е разликата ако се дојде во лето и во зима? Што е она што е предност пред останатите туристички места од овој објект и од ова поднебје каде што сме сега? Разликата е што во зимо се задржува повеќе снегот, ако падне, нели, као лани што имавме до сега овие години снегови. А летно време е што е многу поладно, посвежо од урбаните средини и воздухот е многу почист. И затоа викендите претежно луѓето доаѓаат и се сместуваат во овој дел. Пешачат навечер, прошетуваат, имаме во ресторанот имаме музика секој викенд и од таа причина мислам дека луѓето не посетуваат за да можат да бидат, имаме и коњи за јавање и од тоа доаѓаат и да се релаксираат и да одморат. Сигурно. А какви се цените на сместувањето споредбено со останатите во регионов? Дали значи дека станува збор за приступачни цени и освен сместувањето, дали е поврзано и со прехраната со ресторанот? Како може гостите овде да ги угостите баш на оној начин на кој што тие би посакале? Така, значи за поврзано со ресторанот немаме такво мени. Обично наплаќаме 300 денари летно време од текот на цела сезона по особа за сместување. А доколку сакаат во ресторанот, услугите во ресторанот им се приступачни цените и си користат ресторанските услуги. Зимно време 400 денари наплаќаме по особа, од причина што имаме зголемени трошкови. Сега ако е за повеќе денови или за повеќе особи, тогаш цената е на 300 денари. Рековте дека ќе градите уште еден објект и тоа во етностил, во стилот во кој што сите други објекти за домување се тука во Македонски Брод. Зошто се одлучивте на таков начин на градба? Па затоа што и природата овде во Македонски Брод и самите куќи кои што били изградени се изградени во етностил со камен и со дрво. И да ја запазиме, да ја зачуваме природата и околината. Доаѓаат ли странци? Од кои делови од Македонија доаѓаат обично посетители и доаѓаат ли од странство луѓе? Па највеќе имаме посетители од во близината, од Прилеп, Битола, од Кичево и од Скопје. Предпоставувам дека кога ќе дојдат нашинците од странство, тогаш имате и од таму некогаш. Да, летните периоди највише имаме нашинците кои ќе дојдат. Да, тоа што не посетуваат, се најпосетени. Што е она што би препорачале на луѓето кои што сакаат да дојдат тука и да ја запознаат и природата и да се сместат тука кај вас? Има ли патеки за прошетки? Има ли места каде што досега не биле видени, што се атрактивни за туристите? Имаме манастири до кои што одат им кажуваме релации, некогаш испраќаме и наш човек за да ги одведе до Белица одат, претежно има 7 извори на Беличка река. Тамо е атрактивно, 4 км од овде, од ресторанов има до изворите. И луѓето претежно доаѓаат и пешачат до тамо, ги гледаат изворите, си полнат вода и се враќаат зашто многу атрактивно е тамо. Природа, поготово на пролет и до есен е најубаво за прошетка тамо до изворите. Така. Напоменавте, можно е и да се прошета и со коњите. Може ли организирано да се дојде и да се јава коњ? Да, доаѓаат, може организирано. Јаваат коњи, имаме 2 коњи, за до година планираме да имаме и пони коњче и за деца. Имаме игротека за деца, за да може да бидат родителите да бидат слободни, во игротеката си имат деца да си играат. Има љуѓешки, има потребни реквизити што требаат за деца, за да може да биде све обезбедено. За сите интересно да биде. За сите интересно, да.
Ова доживување на екипата која го посети комплексот Чифлик, кој е сместен во падините на Мокра планина, не би било комплетно доколку не ви го представиме истоимениот ресторан. Раскошна понуда од традиционални јадења, рибја чорба, македонски пити, вкусно сирење, ловџиско грне, печена пастрмка или крап, штотуку уловени од рибникот, македонска богата трпеза на која нема што нема. Најважно од се е што сопственикот на овој ресторан се погрижил тоа да биде комплетен екопроизвод од продукцијата на нивата, рибникот или сточарската фарма, па се до крајниот продукт на трпезата, зачинето со врвна услуга во посакуваниот етноамбиент на Чифлик. Не само амбиентот надворешен, зборуваме во регионот на Македонски Брод, но и богатата софра, сигурно ќе ве примаме да дојдете тука во овој ресторан и да бидете послужени од чиста, природна, органска храна, која што, еве, на почетокот би сакала и господинот Трпевски да потврди дека е од ваше производство. Напоменавте дека се занимавате со земјоделие и се оно што се наоѓа на оваа трпеза е ваше производство. Да. Значи, произведуваме патлиџанот, пиперот, компирот го произведуваме, гравот е наше производство и лукот, например, ова што со земјоделието се занимаваме, така да претежно е здрава храна, која што е природно, не е прскано. На овој дел имаме и во Македонски Брод и Бавче позади нас и уште еден дел нива каде што произведуваме исто храна. Дали тоа значи дека само за ваши потреби, за ресторанот и за ресторанот кој што го имате во Скопје? Да, само за наши, не, само за наши потреби. Исто така напоменавте дека имате и фарма со производство на стока за Да, имаме фарма за свињи и за телиња. Така да свинското месо и телешкото месо што се служи од меленото месо е од наше производство. Морам да напоменам дека овој крај е и ловечки крај. Дали тоа значи дека на вашата трпеза може да се најдат и специјалитети од дивеч? Дивеч имаме дива свиња. Дива свиња која што имаме приготвуваме од маринирано месо, кое што е во тегли и брзо се спрема. А по нарачка имаме што правиме во сос како селско месо, само што е со дива свиња. Исто така имаме див зајак и тоа дивото и до диво природен полжав. Значи полжавите ни се постојано имаме како сервираме, даваме полжави кои што се нели напролет се собирани. И печурката од природната што е, буковката, често имаме печурка. Дали знаат гостите кои ќе дојдат тука да ги ценат овие специјалитети кои што навистина не може да се најдат на друго место? Доаѓаат ли за специјалитетите кои што ги напоменавте сега или пак вкупно заради етностилот и амбиентот и онаа храна која што рековме дека е од органско потекло? Претежно доаѓаат и ради етноамбиентот, привлечните цени и во секој случај некои што знаат дека имаме природна храна, исто тоа им годи и нели рибата знаат дека ни е свежа, не е чувана во фрижидери, него веднаш е ловиме и тука фаќаме од базените и се спрема директно. Колку видови на храна, колку видови на јадења може да се најде во вашиот ресторан и што е оно што би го издвоиле од останатите? Еве, например, питата, имаме пита зависи од сезоната, имаме пита со сирење, пита со спана и со прас, бакрдан правиме, мекици правиме по нарачка, палачинки, и претежно се користи рибата. Значи ли тоа дека станува збор исклучиво само за традиционално јадење? Исклучиво за традиционално јадење. Дали се бара, да речеме, да по порачка напоменавте кетеринг служба, дали правите во случај на
организација на разни семејни веселби или на други манифестации? Не сте правеле кетеринг, доколку некој пораша можеме и тоа да го направиме, но имаме направено неколку свадби, прослави, крштевки, родендени, такви работи ги правиме. Сабота навечер имаме музика, тогаш имаме посетеност поголема и недела преку ден постојано имаме музика. Значи ли тоа дека ресторанот Чифлик е отворен нон-стоп 7 дена во неделата, од колку до колку е работното време и кога можат да дојдат и да ве посетат? Секој ден е отворен ресторанот 7 дена, од 9 сабале до 12 на вечер. Од каде доаѓаат најчесто гости? Рековте дека има доста прилепчани, меѓутоа дали тоа значи дека и од цела Македонија? Доаѓаат и од цела Македонија, претежно се од Прилеп, Битола, Скопје, Кичево, и имаме гости и од источниот дел на Македонија, кои што некои случајно поминале или некои слушнале преку реклами или преку социјалните мрежи кај што се рекламираме, не виделе, ни се јавуваат, закажуваат, ама претежно се од овој дел. Од овој регион. Од овој регион. Македонски Брод заради природата е познат ловечки крај. Доаѓаат ли странци да ловат тука? Има ли интерес за лов? И што најчесто може да се улови и да се најде на трпезата во вашиот ресторан? Најчесто може да се улови и е дозволено заакот и свињата. И највише има ловжи кои што доаѓаат и од Полска, доаѓале и од Чешка. Се рекламираме преку интернет дека имаме ловечка соба и соби за сместување. Имаме ловище до песјак ние тука во соработка со ловище до песјак, каде што имаме соработка и ги носиме луѓето кои што се заинтересирани и им помагаме за ловот, им кажуваме каде има место за лов и тие потребните работи. Што е специјалитет на куќата и кое е јадењето кое што вие би сакале најчесто да се најде на вашата трпеза овде? Специјалитет на куќата е рибата, паставката. Ги нудиме сите останати работи. Имаме скара, сите видови на скара. Напоменав, бакраданот, питата, гравче, тавче имаме постојано, макалот, компир и црвени пиперки. Дивечот, кој што е исто баран. Што вие би сакале најчесто да се најде на трпезата, лично вие? Лично јас рибата. Најмногу ја обожавате? Поготово крапот. Поготово крапот. Да. Сега сме во зимски период и може да се забележи дека сме во тој затворениот дел на ресторанот, меѓутоа значи ли тоа дека во лето сте попосетени бидејќи и на отворено имате одредена летна бавча? Да. За зимниот период имаме за околу 60 луѓе капацитет во моментов. Не во дел на проширување да имаме до 100 особи за да имаме капацитет, а додека преку лето имаме капацитет за 250 луѓе и тоа ќе имаме најголема посетеност, поготово викендите. Ви посакувам многу среќа во понатамошните планови. Јас не можам да одолеам на овој прекрасен мирис кој што се шири тука и ги повикувам сите кои што не го посетиле ресторанот Чифлик и овој прекрасен комплекс, слободно да дојдат да се запознаат и со сопственикот и да уживаат во природата и во прекрасните специјалитети.